Значи, Стојче Бозовски го знаеме како собственик на една најпопуларна кафеана. Од 50 години. Меѓутоа, не зборуваме само за кафеанава, туку зборуваме за тоа дека сте поврзани и со фудбалскиот клуб Победа, кој еве и генерацијата од 87-88 пак тука се собра кај вас. Да ни кажете на каков начин се поврзавте со Победа и од кога? Јас сум од 69-та година поврзан со Победа. Сите фудбалери што иделе, јас тогаш работев во хотел Скопје 5 години. Од Истатов, од Дрвошанов, од Трајков, сите што биле надворешни Истатов, сите што биле надворешни од Македонија, мислам, сите тука биле кај мене прибрани. Значи, јас сум му помагал, немале средства, некогаш плата немале земено, сни ги пишувале за ручек. Значи, ние сни биле една фамилија. И јас сум продолжил после во Липа бев. Истиот случај беше тука. Значи, првиот беше Соколович беше Србинче, па Бадралица, па ред други фудбалери, па после дојдоа Стојан Арсов, па брајчата Јонус Фарух и Мирсат, па еви Шалев, па Трајков, па да не зборувам Исав, па Јордан Митрев, да не го заборам, тој ми е голем пријател, иако ме слуша, го поздравувам посебно него. Еве голмано Гичевски тука ми е цел живот е со мене, одека ме посетува. И јас секогаш за Победа и кога било во најтешко, кога требало да и се помогне, јас секогаш и сум помагал на Победа. Какви гости беа фудбалерите на Победа овде? Имаше поручек, ручек, вечера. Какви гости, како се однесува? Се однесува супер се однесува. Најсиромашкиот фудбалер ми беше Мандаровски од Скопје. И тој денеска кајше најди, јас за него животот го давав, затоа што немаше ни еден скршен динар, јас се снајдував да му дам пари, дали ручек, че немаше да дојди со Победа. Од после че дојдеше, јас за него душата ја давав, затоа што беше најсиромашкото дете, како јас што сум бил, не бил никој богат, да речеме. Какво беше расположението по пораз, например, некојаш? Па види да ти кажам. Победа имаше и порази и победи. Како се однесуваа фудбалерите, дали беа тажни? Тоа види, секојаш знаеш што че поразот е малце дури да му помени до другиот ден животот си течеше исто. Овдека беа кај мене бе, сум јас 50 години, сите фудбалери тука ручаја тука во Тосе Парето, во недела јас никош не работев, само за нив работев и така. Сега, за оваа генерација овде што се собра? За вас генерација, да, ти е супер. Ова е 87-88. Да, јас па тука кај мене се ранее тука беше. И ви имате заслуга? Ма нормално јас и сум помагал, пример со Люботен во Тетово му било тешко, јас сум. А тоа е во Републичка лига? Во Републичка, за да влези Победа, пример, јас сум бил таму главни, јас секаде, значи за Победа сум. Кој беше вака фудбалерот што правеше најголемо расположение? Шеги. Па, видите кажам, сите. Да, тој е бил број 1 секогаш. Тони Шалев, Ристо Глигоровски, да не го заборајме да го спомнам, значи не знам и кого ги заставувам, сваќаш таму. Премногу ги имаше фудбалери кои идеја, кој ќе дојде за преодниот рок, одевне на трибините таму, публика, да, тогаш повеќе имаше публика тогаш на трибини кој ќе иде, него што има сега. И одевне и ќе дојде на тренинг, за да ги проба ги врше и тие еден по еден сите му беше стравдан, ти нема место. И после бегаја сите. Дали вие го посетувавте стадионот да ги гледате и таму? Јас одев со автобусот скоро стално. Имаше Победа, играше за куп во
во Свети Николе имаше пенал за победа, Борче Ангелески да го спомнаме и него се ми дојде и пуцаше пенал и се влашето и се судијата мислеше ти тој знаеш се запркава, знаеш и му го натера да го препуцува пеналот, веќе значи Можеше да го повтори. Да, мораше да го повтори ударот. Значи мислеше ти си прави, знаеш, победа беше победа, значи незаменлива беше до втората лига што беше единствена, беше победа вистински беше, немаше мешание, беше само нашите играчи беа, без ни еден странец беше само Борче од Крушево. Ето и другите сите фудбалери беа наши. Ама и подоцна кога доаѓа и острана беа прифатени исто како ти народот сите ги сакаше, сите ги префаќаше. Да. Сега имаше моменти кога се славеше. Каква беше прославата кога победа влезе во втора Југословенска лига? Кога влезе победа 60 победа беше во 63-та влезе победа. 63-та. Јас тогаш работев во хотел Скопје, ама тогаш бев ученик. Али ги имав истите права како што беа келнери веко неко сега. Прослава се направи. Како не се направи прослава. И имаше после се не можам да сватам победа кој требаше да влегува во Сомбор, водеше во прва лига, еден ако требаше 1-0 водеше, изгубе 5-1, како дали фудбалерите направија за да не замине од победа, знаеш, И тоа се зборуваше така, не можам да ги укривам и не можам да кажам ништо. Ништо не е сигурно. Не е сигурно по моје, да. А сигурно најголема жал е за тоа што не влезе победа барем една сезона. Една сезона да влезеше, значи важно победа никогаш не отпаѓаше и после кога дојдевме во други лиги, мислам во 4 лиги и сега одиме во Скопје, тоа беше интересен, со работнички ќе играме, таму имаше добри фудбалери беа сите од победа, мислам и од работнички имаше, тој појаки се победа му бараше бот, тие не сакаја да играше тоа што ме Јакимовски со ги даде головите и победа дај победа поводи. Победа и тепаме 3-2 и сите вика Интер не победа како кога сакаше му даваше гол и така после гривате се спасе. Значи има X работи. Момо Илич беше тој тренер на победа. Му вика фудбалерите: мајсторе, каче да има плата? Па плата е каже на траву, вика, па зарадете на траву. Пари се утра. Пари се на трава. Така да има се. Сега дали ве интересира победа, дали слушате, дали имате информации? Види сега слушаме, јас сега имам во втората лига, јас имам внук сега резервен голман на победа. На победа е резервно голманче детето, нема уште 18 години, внук ни од черка. Кој е тој? Марко Николовски. Се му е на одјане, мислам заедно се со него. И така да јас не можам, значи цел живот сум го работел со такви имена, со такви фудбалери. Сите сум ги пример овде како ќе дојде пример Тракалинов овде прашал кој Јонусеве, нека каже Јонусеве, секој идење ме посетува тука, ми е мој гости, не јас да чекам да некој профитирам или не, јас кој ќе влезат и сите се бацуваме, поздрав до Стојче, тоа е се големини, тој Досев има. Кај немаше дилема каде да се соберат. Кај да се соберат, ма кај мене му беше. Рекоа дека ќе биде кај Стојче. Кај мене му беше најсигурно, затоа што тие си се осеќава како дома, ќе си влеси в куња, ќе си земни, значи никогаш не беа гладни останати децата, сите беа однадвор, јас знаев што значи. Значи јас колку што имам дајано за победа, колку што сум ми помагал, нема никој, не биле
газди, ние не сте биле, ни газди нема, не сте биле сиромаси, значи сте имале еден убав живот, цел живот и ден денеска, јас не можам да се кажам, фала му Господ, али никогаш не биле вратени. Еве сега и силни, те советнике, парите ги донира за ако Зелпет треба да земи 15.000 евра, книгач извајме има 30 да евра. Значи ние не враќаме, ние ако треба ние нема да јадиме, ние сме такви луѓе. Тоа е дел од карактер. Луѓето се може да се рече, се може да се кажа, тоа е нивно право, значи ние не се лутиме, не се лутиме. Добро, друго што ќе ни кажете, следната средба, дали ќе биде од оваа генерација пак? Па ќе биде, Секоја година барем поеднаш? Да. Дали ни му е пато отворен, тие кој ќе врва во Прилеп, мора да дојде во Прилеп да ме види. Нема, нека каже еден од овие, еве, нека речи, кај Стојче се не ми даде ручек или ме врати или не, и државно. Јас кога државно ги данем во хотел Скопје, значи замисли ти, кој ќе дојде, ќе влезе Идит и Статов, најмашиш, Трајко Дрошанов, па после Стојан Арсов дојдо. И се не можам да ги да сите ги думам, ама знаеш така како ќе ми дојде да многу се, да. Ви благодарам и да се видиме заедно зубо. Фала, ви благодарам а вие, фала многу.